Драги мои скопјани, почитувани гости, почитувани граѓани. И оваа вечер, по 56 пат, се собравме да го одбележиме денот кога нашиот град беше срамнет со земја. Но и денот кога Скопје стана центар на светската хуманост и солидарност. Цели 56 години немиот часовник на зградата на старата железничка станица го покажува истото време. 5 часот и 17 минути. Тоа е времето кое што за секогаш ќе остане запишано во историјата на Скопје, но и во колективната меморија на скопјани. Мигот кога под урнатините животот го загубија 1070 наши сограѓани, а градот го загуби својот лик. Под урнатините исчезнаа многу домови, училишта, болници, но исчезнаа и многу соништа. Денес, покрај тоа што имаме задача да го чуваме и градиме Скопје, имаме задача и да ги сонуваме и остваруваме тие соништа за нашиот град. Секоја година, на 26 јули, се потсетуваме на солидарноста на скопјани, меѓутоа и на солидарноста на светот, која што ја покажа кон Скопје. За само неколку часа по катастрофата почна големата акција во која што сите светски сили ја дадоа својата помош, а целиот свет се солидаризираше и мобилизираше да му помогне на Скопје и на неговите граѓани. Покажаната хуманост беше толку голема што ги надмина сите предрасуди, меѓутоа и сите политички разлики. Така што Скопје стана прво место во среде студената војна, каде што се сретнаа американските и советските војници. Заслугите на домашната и меѓународната помош стануваат видливи штом ќе се спомене дека како израз на сочувство и поддршка на граѓаните, уште на самиот ден на земјотресот и во следните денови, во Скопје допатувале највисоките сојузни раководители, а на 27 јули, еден ден по катастрофата, допатувал и председателот на СФРЈ Јосип Броз Тито, кој соочен со трагедијата на градот и неговите жители порачал: Скопје доживеа невидена катастрофа. Но Скопје повторно ќе го изградиме со помошта на целата наша заедница. Тоа ќе стане гордост и символ на братството и единството, на југословенската и светската солидарност. И така започнува големата градба, а градот стана символ на меѓународната солидарност и хуманост. Трагите на светската и југословенската солидарност, за жал, во нашето непосредно минато свесно беа бришени, а местата и настаните заборавани. Минатата година, по овој ист повод, ги вративме на зидот на старата железничка станица буквите со пораката на Јосип Броз Тито до скопјани. Во меѓувреме, преименувавме и 2 градски гаражи, кои што сега носат имиња поврзани со нашиот град од периодот на изградбата – Беко и 26 јули. Сметам дека најдостоинствен начин да го одбележиме овој ден е да изразиме почит кон жртвите на земјотресот и да изразиме благодарност кон градителите на Скопје. Во име на таа солидарност, градот Скопје од утре објавува анкета за предлози на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти. Ве повикувам сите скопјани да дадете своји предлози и со тоа да дадете придонес во искажувањето благодарност на сите кои што дадоа придонес во изградбата на Скопје. И на крај, дозволете ми да ја парафразирам пораката од италијанскиот писател Алберто Моравија, дадена во времето на Скопската катастрофа, упатена до целиот свет. Да ја негуваме хуманоста и солидарноста кон туѓите несреќи, зашто по игра на судбината, еден ден сите можеме да бидеме скопјани. Благодарам.